За околу една недела ќе бидат готови анализите од контролата на цените на околу 700 основни прехранбени производи, што ја спроведува Државниот пазарен инспекторат. Врз основа на резултатите, владата ќе одлучи какви мерки ќе преземе, изјави заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Тој очекува со смирување на воениот конфликт цените постепено да се намалуваат, а како еден од главните владини приоритети го посочи одржувањето на ниска инфлација до крајот на годината. Самите анализи ќе кажат и ќе видиме во кои групи на производи има најголеми маржи, каде можат да се симнат цените, каде се оправдани, каде не се оправдани, каде има економска логика, каде нема економска логика, тоа ќе ја покаже анализата. Анализата ќе биде за брзо и ќе бидат известени и од Министерството за економија и труд и владата. Ристевски заедно со заменик директорката на Агенцијата за вработување во Штип извршија увид во пристигнатите апликации во рамки на мерката за самовработување. За оваа мерка се обезбедени 22,3 милиони евра. Во Штипската подружница досега се поднесени околу 65, додека во целата држава има околу 4500 апликации. Право да аплицираат имаат млади до 29 години, повратници од странство, како и сите категории на невработени лица. Очекуваме дека и овие 2 дена кои што преостануваат од огласот, невработените лица кои што имаат сопствена бизнес идеја и сакаат да отпочнат сопствен бизнис, ќе искористат можноста и ќе се вклучат во оваа програма за самовработување. Бројот на активни баратели на работа во државата моментално се движи меѓу 40 и 45.000, што е околу 5 до 6% работоспособното население. Според надлежните, ова представува најниска стапка на невработеност забележена од осамостојувањето на Македонија.